Глобалните социјални мрежи и сервиси како Instagram, Facebook, YouTube објавија војна против антиваксерите. А во Македонија, сомнежот против вакцинацијата и генерално конвенционалната медицина се промовира на телевизија, вклучувајќи го и јавниот сервис. Мојата свекрва се разболе после примена вакцина против грип. Стручната Фела реагира дека овие доктори не се тоа во вистинската смисла на зборот. Кој им прави надзор на тие луѓе? Кој ја има моќта да застане на патот во нивната кампања? Тоа што можеме да направиме, ќе го направиме во овој следен период кој што доаѓа, да го известиме Министерството за внатрешни работи официјално за што и како станува збор и како се загрозува јавното здравје со овие јавни настапи. Отфрлањето на вакцинацијата годинава влезе на листата на Светската здравствена организација како една од 10 најголеми закани по здравјето во светот. Социјалните мрежи и медиуми ги забрани антивакциналните кампањи и сега нудат едукативни содржини подкрепени со научни факти за корисниците. И покрај епидемијата на морбили во која се заболени речиси 500 лица, приказната во земјава е поинаква. На Собранискиот канал неодамна се реемитуваше емисија од 2011 година, портрет на Слагјана Велков. Станува збор за една од најголемите поборнички против вакцинацијата. Мојата свекрва се разболе после примена вакцина против грип. И јас тогаш почнав да истражувам некои природни начини за лекување, бидејќи класична медицина не можеше да ја помогне. Најдов многу тие природни и бесплатни начини за лекување, кои сега ги споделувам со луѓе. За неизе, за жал, беше доцна, бидејќи таа почина година и пол дена после примена вакцина. Меѓутоа, за многу други луѓе не беше и многу луѓе се излечија од рак, шекерна болест, ментални заболувања. Зошто Собранискиот канал реемитува емисии во ударен термин, во кој се фрла сомнеш на вакцинирањето и медицината воопшто? Главната уредничка Виолета Димовска писмено ни одговори дека немале таква намера. Таа не препознава одговорност. Ова не е емисија што премиерно е емитувана на Собранискиот канал. За прв пат е емитувана 2011 година и од тогаш е реемитувана многу пати и на МТВ1 и на сателитската програма. Програмскиот концепт на Собранискиот канал е базиран на програмата од Собранието, а преостанатиот дел од времето се дополнува со архивски материјали. Од емисија што трае 47 минути, вие прашувате за една реченица изговорена за вакцината и ја доведувате во корелација со актуелната тема. Од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не реагираа на емисијата. Вела дека тие не се медицински стручњаци, па ако нешто е штетно, треба да реагираат други надлежни институции. Но Собранискиот канал не е единствениот национален медиум во кој јавност добиваат противници на имунизацијата и медицината. Јадранка Бибан неодамна гостуваше во утринска програма на приватна телевизија. Значи, децава од која ќе се родат до 2 години таму, па дури до 18 години, значи до после пубертет, значи примаат еден куп вакцини. Значи ние не можеме да создадеме вакцини онолку колку што природата може да создаде вирусни информации. Или пак ако таа создава вирусни информации, ние ќе лупаме сега вакцини 20, 30, 50, 100 сега. Авторката на емисијата Елена Спенџарска тврди дека целта не била да се зборува против вакцините, дека емисијата воопшто не била репризирана и дека ставот на уредничкиот тим Еоти Јадранка Бибан нема повторно да биде гостин во догледно време. Причина за ваквата одлука беше острата реакција на лекарската комора за нејзиното гостување. За Фелата не е јасно зошто медиумите прикажуваат емисии кои можат да го загрозат здравјето на граѓаните. И имаме епидемија на морбили и имаме, за жал, многу често посета на болници на пациенти кои се во напреднати стадиуми на заболувања, различни заболувања, не е само малигном, него и други заболувања. И имаме она што ние сме научени да работиме, медицина базирана на докази. Докази кои кажуваат, ево,
студијата во Данска на 650.000 деца дека вакцините за морбили не предизвикуваат аутизам. За комората е уште поважно зошто на Велков, на Бибан, но и на другите како нив им е дозволено слободно да ја вршат својата пракса. Иако и двете се представуваат како докторки, тие немаат обновена лиценца за работа, што законски значи дека немаат право да работат во здравствената дејност и да лекуваат пациенти. Ние нашите доктори, ако направат стручна грешка, една од обврските на лекарска комора е да прави стручен надзор. Надзор на нашата работа. Кој им прави надзор на тие луѓе кои немаат лиценца за работа, не знам. Они кажуваат дека се доктори. Согласно кои правилници они работат? Министерството за здравство во моментот истражува дали Велков и Бибан имаат регистрирана дејност за вршење на традиционална домашна медицина, на која и двете се повикуваат, а за која мора да имаат лиценца за работа од Комората за комплементарна и алтернативна медицина. Се проверува дали има регистрирано евентуално таква некоја организација. За сега немаме такви податоци, но кога ќе ги завршиме целосните проверки и анализи, ќе пристапиме кон мултисекторски пристап заедно со овие институции кои што ги спомнав претходно. И во најскоро време заеднички со Министерството за внатрешни работи, но и со основното јавно обвинителство кое што меѓувреме се консултиравме за тоа што и како треба да направиме, верувам дека ќе има простор да презееме некоја конкретна акција. Додека во земјава траат проверките, а Собранискиот канал не гледа проблем што реемитува содржини со слагја на Велков, нејзините активности во соседна Србија се предмет на интерес на истражните органи. Пред точно една година, група од 270 родители поднесоа кривична пријава против 43 противници на вакцината на деца, поради создавање паника и загрозување на здравјето на нацијата. 2 години предходно, полицијата го претресуваше домот на Велков во Србија, барајќи ММС капки, кои Велков ги промовирала како лек за се, од грип до сида. Според истражувањето на новинарите на Ал Джезеира, капките се отровни и можат да предизвикаат и смрт. Ravnatelj Hrvatskog toksikološkog zavoda kaže nema sumnje, konzumacija kemikalija koje se nalaze u MMS kapima može dovesti do trajnog oštećenja niza organa, pa i smrti. Radi se o opasnim kemikalijama koje u reakciji daju još jednu opasniju zapravo tvar, a to je klorov dioksid. Vrlo snažan otrov, posebice udisanjem može dovesti do kolapsa pluća, odnosno može dovesti do edema pluća i onda dolazi do blokade zapravo disanja i do smrtnog ishoda. Нема официјални информации дека ММС капки се продавале во земјава, но неофицијално можат да се купат и се купуваат пред се од родители со деца со аутизам. Ова е уште еден предизвик за здравствените и истражните власти да проверат и да дејствуваат ако е навистина така.